За Фешонел, Дими Илиев. Добро дојдовте. Добро најдов. Повлечен, мирен, исполнителен. Колку останавте верен на вашата актерска кауза? Ова повлечен, мирен, веднаш со фалба да почнам. Пред некаде 17 години во Струмица, награда Ристо Шишков, ми ја доделува нашата прекрасна колешка Нада Гешовска. И како најава за наградата беше Тивка вода брекровни. Мислам, тоа ме подсети, одама не сум го кажал ова. Посветен, еве 40 години останав. Верен. И тоа не верен е птен верен, преверен. Дори за 2 години 9 премиери, тоа се така за мои години добра бројка. И ете, малку и да кажам, последното ми беше баш пред 4 дена. Честитки. Благодарам. До каде стигнавте од вашата почетна дестинација Неготина? Тоа имаше една емисија Скопје вија Трст или Трст вија Скопје, јас Неготино, драмски театар. Останав, сега слушам нешто, ке го прават драмски, ке го рушат, па ке прават друго, викам, чекајте да се пензионирам, па после што сакате правите да оставите го драмски додека сум активен уште. Па тука останав драмски, иако од време на време имав така некои излети Велес, Куманово, мислам во нашите професионални театри. Излети од театарот, тоа е телевизијата, филмови, радио, да не ги набројувам колку било и што било, ама активен 40 години. 70-тите години од минатиот век беа можеби за вас и најуспешни и најплодни. Но што се сеќавате од тогаш? 70-тите. Да. Тоа беше почетокот. Можеби беше најуспешни, најактивен. Па добро, секој млад е активен веднаш штом почнува со работа. А можеби е нешто се случи, има една, јас би рекол да култна работа, што уште од тие 70-тите ме паметат по нешто што тогаш се случи, тоа е еден филм Делфина. За него има многу што да кажувам, а исто и пред тоа, веднаш пред тоа една ТВ драма тогаш. Уште немаше ТВ филмови, ТВ драма Железничарот. Тоа некои представи во театарот како Црнила. Така остана по нешто уште и ден денес нема интервју. Ете, и сега не можам јас да избегам, иако ме прашуваат други, нема интервју без да прашат Делфина. Остана ко култен филм, ко нешто што, не знам, без што не се може ниту на едно интервју. 70-тите, не знам сега дали натаму како ќе се движи разговорот, но јас би рекол дека може би некаде имало така. Не се тоа се некои застои, не се падови во, може би како падови да ги наречеме, тоа се застои кога некој период немаш баш многу работа, ама сега сум некако, не знам, со 3 локомотиви да ме влечат, толку има работа и, па не знам, да не кажам успех или така. Фешонел Breaking News. Елена Лука со нова колекција. Happiness is you. Clap along if you
Над 90 улоги. Театарски, телевизијски, филмски. Остана ли желба која не оценувавте? На 90, толку се околу 100 театарски само. Не знам, филмски, нема многу, десетина, телевизијски не знам. Има повеќе и серии и се. И околу 200, може би повеќе радиодрами, што така не се многу ретко се спомнуваат, сега веќе многу малку се снимаат. А на тоа прашање дали нешто било што сум обично го прашуваат што би играле, што не би играле и така. Никогаш не сум имал, не сум размислувал за тоа, би сакал да го играм, да речеме како млад, не знам, обично секојаш веднаш некоја асоциација е Хамлет, па не знам, или после во годините станува Чехов или не знам, Крал Лир да го играм, никогаш не сум сакал нешто посебно. Ама ете, баш премиерата што имав пред некој ден, се случи нешто така на млад режисер, девојче едно, почна, јас би рекол, да ме брка после секоја представа и да ми најавува нешто, дека ќе биде нешто, дека сака да работи, го земав текстот. Иако многу од колегите ме одбиваа, вика, доста престани, одмори се малку, гледај си здравието, гледај си годините и така. Реков, оваа улога морам да ја играм, иако е тоа сосема нов текст. Пред 2 до 3 години пишувам германски текст, рекол дека оваа улога морам да ја играм. Колку години успеавте да го одиграте Дими Илиев? Може би половината од мојата работа, било во театар, било на телевизија и во филм, може би и повеќе од половина, тоа сум јас. Само во дадени ситуации, во различни ситуации, не знам како би рекол, многу малку, мислам, не само јас, скоро сите глумци, многу малку има кога се прави некоја улога специјално. Секојаш повеќе се оди на тоа ние во дадени ситуации или, последната, не знам, многу пак така би се намартил, како пример би ја земал само. Ја направив еден конгломерат од десетина лика или луѓе што ги знам, направив еден лик, го споив, така што пак сум јас, само во различни ситуации или како би реагирал тој и тој човек. Кој е вашиот херој? Никогаш не сум размислувал така за, ако тоа нешто е прашање за од нашата бранша и така. Никогаш. Па не, би можел да кажам дефиниција за херои. Како човек, не знам, може би ги има многу, може би се тоа малку, иако сега да ги набројувам вака е малку смешно, треба да кажам па и зошто. За мене се херои кои што сами се пробиваат во животот. Многу е тешко. Многу е напорно да си сам, да немаш кој да те турка што викаме грб, а да се одржиш, да направиш нешто и тоа нешто да трае многу години. Тој кажавте на вашата ќерка кога отиде на ФДУ? Кога ми кажа дека отишла на ФДУ, не ја кажав ништо. Само и реков, знаеш кој живот го живеам, знаеш што ќе биде. И така, затоа имам на повеќе интервјуа правено муабет, како 2 години воопшто не правев муабет. Не сум никој идиот, ама ме изненади тоа што не кажа пред тоа. И сега кој ќе ме праша за нешто, не во смисол како сум, како ова или како она, кога ми кажува за работи за кои што јас ја штитев да не оди во нашата бранша, и викам, ако учи се, издржи го и тој удар, и ова, и она. Тешко е. Сигурно, во секоја работа, во се е тешко да се пробиеш и да ги издржиш ударите од страна, од позади, што се најлоши кога се од најблиските, но нека се учи ќе го да се научи да се брани. I just found me a
are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Простор во домот, кај што се чувствувате среќа. Тоа е обично еден тросет, кај што кога имам време се опуштам и гледам спорт. Спорт, лов и риболов. Друго ништо. Да не кажам дека не сакам вести, не знам, и други работи. Ја сакам така добри криминални филми, акција сакам. Да гледам, се одбарам. Малку може би не е добро тоа што викам такви само сакам. Филмови, тоа ме одмара, тоа ме подсеќа нешто, па кога ќе ми речат, кога има комедија у театар да дојдеме да видиме, што исто многу ме нервира, ама па мене тоа ме релаксира. Тоа е, тој тросет, тоа е телевизорот, иако за тоа има многу малку време, ама се трудам барам тоа време што го имам да го искористам. Така. Спорт најмногу сакам. Лов, риболов. Во младоста А, имавте ли авторитет? па не знам за авторитет, не би изборил за авторитет, не знам. Може би не сум имал толку авторитет, ме почитувале за некои други мои доблести, да речеме, за нешто друго што го носам како човек. Никогаш не сум бил некој што нешто изигравал величина некоја или не знам. Се правел нешто и кога сум можел, да речеме, кога сум бил во врв на некој така, кога многу народ бил околу мене, многу вестници пишувале, многу медиуми биле со мене, се. Никогаш сум останал исти од секогаш, така што не знам, никогаш не сум бил некој што лета во облаци и се. Многу луѓе, барем мислам дека ме ценеле, ме сакале, ме ценеле и сега ми е мило некоја, не знам, господје од 70-75 години, вика, вие сте тој и тој, од тамо ве знам. Викам, да, јас сум професор, само сум во пензија и сакам со вас да гледам филмови или ТВ филмови или, ама нема нешто, не снимате сега. Тоа е нешто убаво да речеме, некој те памти 50-40 години, од пред 40 години и така. Тие се убавите работи во нашата работа, во нашиот живот. Попладневен одмор или проба? Па, неколку години веќе поред, прво што зборувам со режисерите кога доаѓаат и обично проби попладнене. Не знам, еден наш покоен артист, Владимир Ангеловски, дади, викаше, тоа ми е метаболизмот, не можам, од 3 до 5 не функционира. И навистина не функционира. Тоа ја имам откажувано снимање, имам, ајде да не речам, радиодрами, ТВ драми, не знам, приказни ме викаат, не знам. Јас викам, не можам во тоа време. Во тоа, ако не одморам, не можам веќе да отидам да играм представа. Немам проблем, од забајле од 9 можам. Работам до 2, до 3, после одмарам, после пак одам. Скоро секој ден ми е тоа, мислам, театарот. Ама, ето, може би годините, не знам што е. Неда Арнерик или Клаудија Кардинале? Отвараш работи, стари, па, Неда Арнерик, сигурно. Уште е помлада од... Беше и тогаш едно 20 на години помлада од Клаудија Кардинале, кога работевме заедно на тој мој прв филм. Па, не знам. Иако Клаудија Кардинале си беше за времето, си го направи своето, како и Брижит Барто, мислам да не ги редам тогаш што беа тие. Но сега сум некако повеќе за Неда. Неда некако ми помиња и она со годините, тука исто сме со неа.
Од овие младите некои, ете, Чарли Стерон. Тука некаде би застарал со тоа. Ви благодарам. Благодарам и вам. Дими Илиев за Fashion L.